Добре дојдовте во Смисла. Подкаст во кој застануваме зад најважните прашања од нашиот живот и ќе се обидеме да ги расплетеме, тивко, внимателно пред се човечки. Во време кога се движи брзо, ние ќе се обидеме да се движиме малку побавно. Кога сите зборуваат многу, се прават експерти за се нешто, даваат мислење на секоја тема, ние ќе се обидеме да слушаме повеќе. Смисла не е потрага по апсолутни одговори, туку е простор во кој што мислењето, знаењето, искуството ќе се сретнат. Во секоја епизода ќе зборуваме за смислата на нешто што не обликува, што не предизвикува, што не обкружува. За радоста, за стравот, за надежта, за пријателството, за љубовта, за тишината, за успехот, за падовите. Тоа е малку патување навнатре, со надеж да го осветлиме светот околу нас. Затоа нашиот слоган или поточно слоганите кои што ги избравме ќе бидат наше движење и наши рамки, па звучат вака. Смисла, таму каде што зборовите ја бараат длабочината. Смисла, разговараме тивко за работите што не движат силно. Смисла, патување навнатре за да го разбереме светот околу нас. А сега, добре дојдовте во првата епизода на Смисла. Подкаст во кој нема да брзаме. Не се надпреваруваме со времето, туку седнуваме со мислите и ќе се обидеме да ги слушаме. Денес почнуваме со нешто што сите го бараме, но ретко застануваме да го разбереме, а тоа е среќата. Со мене денес ќе се обидеме да проговориме за смислата на среќата со сестра Ефимија, со водителот на овој подкаст, монахиња, интелектуалец и општествен деец, и нашиот прв гостин, Благој Веселинов, актер, член на актерскиот колегиум при МНТ, кој одигрува улоги во многу представи, а нешто по што мене, барем лично ми е особено познат, е главната улога во филмот Исцелител, за кој е добитник на Европската награда за актер во подем, така точно го кажав, на фестивалот во Берлин. Па, добре дојдовте. Добре ве најдовме. Значи, еве да почнеме најопшто. Што значи да се биде среќен? Што е тоа среќа? Поели, Ефимија? Јас да почнам. Да. Па во суштина, за да го разјасниме зборот среќа, веројатно ќе мора да се вратиме на неговото етимолошко значење, кое што означува средба. Значи, на славјански јазик зборот среќа е срешта. Лично за мене, среќата произлегува токму од етимолошкото значење на овој збор и можам да ја согледувам во три видови на срешти, односно три видови на средби. Во таа смисла, среќата е глагол, средба, моја средба со другиот човек, значи средба на човекот со човекот, средба на човекот со самиот себе, значи вртање кон самиот себе, како што и тоа го кажа отец Бобан во најавата на овој подкаст, и средба на човекот со Бога. Третава средба е клучна за да можеме да го измериме, односно да го подобриме квалитетот и на другите две средби. Па во таа смисла може би е вака да го почнеме тој разговор со тоа што ќе позборуваме за овие три типови на средби. За мене среќа е се она што во себе содржи љубов и креативност. Значи се во што еден човек може да најде љубов и при тоа да тоа што го прави е креативно и тоа што го мисли е креативно, некако ја заокружува таа вистинска среќа. Мислам, кога помислувам на вистина, помислувам на вистинска среќа, помислувам на љубов. А секако дека еден човек може среќен да го направат многу работи кои што се, нели, ситници од секојдневието, некои мисли кои што го враќаат во минатото или патуваат напред во иднината. Да, сакам во контекстот на тоа, нели, да додадам, вели некој дека среќата е во нешто што го правиме. За некого среќата е здравието, за некого среќата е нешто да си купи, за четврт е, не знам, успехот што ќе го постигне, за пет е
стабилноста во семејството, кохезијата, нели, во семејството. За шестиот може да биде деструкција. Некој се радува на тоа, но јас таму не можам да пронајдам среќа заради тоа што таму нема љубов и нема креативност. Кога истражував малку на темава, некако ми дојде дека филозофите, психолозите и теолозиве како да се согласуваат околу едно нешто, а тоа е дека среќата не е, нели, еве нешто, некое чувство што трае, туку состојба што на некој начин ја градиме. Онтолошка состојба. Да, и таму вика среќата не е врв, туку среќата е патот. Колку би се согласиле со ова? Јас мислам дека има голема вистина во тоа дека среќата е патот и дека ова што го кажа и овие три средби кои што ги кажа сестра Ефимија, секако дека таа последна средба со Бога во суштина е некакво нешто кое што е на кое што еден човек би требало да работи за да може да чувствува таа константна среќа. Мислам, нешто кое што те води во секојдневието, нешто кое што е во суштината на нештата и ти дава цело време. Нешто кое што те влече со позитивна мисла, со љубов да стигнеш да стигнеш до таа светлина. Па да, во светло на таа средба со Бога, всушност ние ќе можеме да ги подобриме средбите и со луѓето околу нас, за да можеме да константно да чувствуваме таа духовна радост, таа радост од средбата со другиот човек. Да, без таа средба со Бога мислам дека што мислите околу оваа дилема? Живееме во едно многу динамично време. Време во кое што постојано брзаме. Веројатно почнуваме да брзаме и по среќата и од тоа брзање не ја наоѓаме во некој свој сегмент што не задоволува или во нешто што нас лично не задоволува. Затоа рековме за секого е нели различно што е среќата и дали е таа поврзана со задоволството или повеќе поврзана со смислата. И дали сметате дека ја бркаме среќата, а ретко ја сретнуваме среќата? Моето лично искуство е дека да, секако дека може да се најдеме во лавиринтот на својата сопствена желба за тоа што е среќа и нормално понекогаш и да се изгубиме во потрагата по тоа како да се биде постојано среќен. У потрагата по тоа дека овој модерен човек го прават среќен го прави материјалното. И тука и не може да се направи некако да се погледне, да се направи дистанца заради тоа што потрагата по тој нов телефон кој што чини не знам колку пари и која ќе го добиеш, значи те исполнува со толку многу среќа или потрагата по некаква природа во која што ти ќе почувствуваш мир и ќе почувствуваш среќа се две различни нешта кои што Ама, еве да речеме, пред многу децении таквиот концепт на среќа од новиот телефон кој што те задоволил, воопшто не би имал никакво значење. Да, не постоел и заради тоа мислам дека и не е вистински. Заради тоа се повикав на љубовта на самиот старт, заради тоа што кога ќе зборуваме за вистинска среќа, таа мора да биде креативна и мора да биде основата да и биде љубов. Така што мислам генерално мислам дека во овој век на начинот на кој што се однесуваме самите кон себе си, мислам дека повеќе или помалку и сме изгубиле точно чувство за што е тоа среќа. Критериум, на некој начин. Веројатно, сега ние седиме на подкаст сме, нели, мислам, зборуваме и се обраќаме преку медиум кој што интернетот ни го овозможил, а мислам дека моето лично мислење е дека сме фатиле некаков одиме по некој пат кој што веројатно треба да се врати пред таа интернет доба за да можеме да зборуваме за што е тоа вистинска среќа. Да. Дали всушност во ерата на социјалните мрежи, кога има еден рапиден пораст на тоа поврзување помеѓу луѓето од едниот крај на земјината топка до од едниот крај до другиот крај на земјината топка, можеме да зборуваме за вистинско, за автентично поврзување, за тоа што ми се чини дека и покрај тоа што ние денес можеме да оствариме толку лесно средби со другите луѓе,
сепак постои еден огромен број на луѓе кои што страдаат од оттугеност, од осаменост, од анксиозност, стресови и така натаму. Значи, стресот и анксиозноста се најчеста диагноза денеска. И покрај тоа што средбите се остварува. Дали во ерата на социјалните? Да погледнеме на што се сведе македонската фамилија, тоест семејство. Значи, ние од една голема фамилија се претворивме у мали семејства кои што остануваат на крај по еден човек кој што останува сам овде и преку телефонот зборува со своите роднини и пријатели на илјадници километри и ставаме маска, тоа ние во театар знаеме што значи, ставаме маска и глумиме среќа заради тоа видение, без да можеме да се допреме, без да можеме да се слушнеме во нашето овакво изворно, туку има некој дигитален, некаква направа која посредува помеѓу нашата среќа. Она е таа така телефон, компјутер, некој медиум кој што има и трет човек кој што слуша овој разговор, кој што пред само 20-30 години беше интимен разговор помеѓу двајца луѓе. А кај што ќе се сретнат двајца знаеме кој е присутен. Сега, значи кај што има двајца таму и Бога секогаш. А сега имаме, кај што има двајца, има и Бога, има и еден друг медиум кој што слуша. Еве гледаме дека слуша. И некој што стои за тој медиум. Некој што стои за тој медиум. Како често велиме, нешто не те слушам, има пречки, забораиле да ги поврза чичките, чичковците. Да. Значи, сега всушност зборуваме за некаков тип на површно поврзување. Дали можеби, еве јас се прашувам сега, дали тоа површно поврзување помеѓу луѓето е можеби нешто пострашно од самата изолација? Па, јас мислам да. А јас би дополнил, дали може човек кој што живее во својата индивидуалност, дури и во крајни мери, во својата изолираност, дали може да биде вистински среќен? Значи, не постои, мислам, може да биде длабоко несреќен. Јас мислам тоа е, на тоа се сведува. Што може сам човек да биде? Треба огромна храброст за еден човек да биде сам. Тоа е реплика од 12 представата која што ја играме во Македонскиот народен театар. Огромна храброст и јас кога го изговара тоа број, мислам дека е 6, по бројки сме таму, Сенко Велинов, јас апсолутно верувам во тоа дека е многу страшно да е човек сам. И стварно треба огромна, поготово во старост, во таа длабока старост. И вие сте сами. Мислам, а вашите деца се таму некаде во белиот свет и ние комуницираме секојдневно. Но нема вистина во тоа. Да, на вистина, е низ мојата пракса како свештеник, често кога ќе ги соочам луѓето со овој концепти, кога ќе им речам зошто сега се обидуваш да живееш со полнотата на се, затоа што ти е достапна. Зборуваме за здравието, за можностите и се. Доаѓа периодот на староста, затоа што има концепт, например, не сакаат да имаат семејства, не сакаат да имаат деца. Во ред, избор, слобода, но изборот и слободата треба да бидат вистински насочени и ние нели инсистираме како свештеници преку нашата мисија на тоа. И сега ние доаѓаме до моментот кога ќе му речеме на реченица, добро, ќе остареш и ќе се свртиш. И ништо зад тебе. Ќе се свртиш на другата страна, ништо околу тебе. Секогаш ги замислува таа реченица. Да, затоа што престрашна е, мислам. Контра. Како да ги соочува за момент со трагедијата? Затоа што е мислам затоа што ја гледаат и можеме да ја посведочиме. Ние можеме да посведочиме што значи тоа дека ни се растури на нас фамилијата, станавме мали семејства, што значат сите тие огради кои што ги имаме како индивидуи самите околу себе, па околу тие мали семејства, па околу нашите градови, па околу нашата држава, па околу целиот и сите тие, затоа сега ми беше малку смешно. Дали ние имаме избор на вистинска слобода? Мислам, ја не верувам дека сега ние бираме вистинска слобода, како што исто и немаме ни избор за тоа што е вистинска среќа. Дали мозокот ни се лаже, дали
симпатикус и парасимпатикус, дали доаѓаат информации кои што не се секогаш изворот не сме ние. Заради тоа што претрупани сме со реклами од сите страни, не шокираат нас каде да се свртиме веќе. Значи, кога ќе отвориш мобилен телефон, првото нешто што треба да го направиш да почекаш да помине рекламата која што. Значи, програмот и целата, мислам, пропаганда која што е врз човекот, овој модерен, да речам, човек, целата пропаганда е така направена да не постои вистинска слобода. Вистинската слобода ќе ја најдеш таму каде што е она присутна. Во очите, во насмевките, во прегратките на твоите најблиски луѓе. Извини што тука да не испадне ако си реплицираме, но за тој концепт или за таа појава ја секогаш го имам прашањето, но зошто сме го дозволиле тоа? Не само преку тоа што не сме ја виделе трагедијата нели на сето ова, туку од друга страна што конзумирајќи го, ние му го даваме животот на сето тоа. Ако сме го отфрлеле, така, или ако сме се обиделе да направиме дистанца доволна, сметајќи го како една алатка, а не како една независност во нашите животи и така натаму и така натаму. За мене нели концептот на тоа е дека постои некој кој што ги веројатно ги управува работите, но постои некој кој што ги јаде работите. И станува незаситен за нештата и затоа станува и зависен на крајот. Јас мислам дека не е наш избор. Мислам дека ние не бираме и да сме можеле да одбереме до сега тоа некој друг ќе го свртеше и пак ќе дојдевме на ова на кој што сме. Тој секако ќе се обидуваат да го заради тоа што во моментот кога вие се обидувате да останете доследни до тоа што е органско, до тоа што е ваше лично, до тоа да бидете уземјени во вашиот простор, во вашата држава на начин оваков изворен како што сега вие го кажавте, се случува интервенција од надвор. Кој што ви вика, не, вие според овој документ морате тоа, морате вака, морате така. Морате компјутери да влезат секаде, во сите институции. Значи, сега ќе се дигитализираме. Така. Сега ќе го убрзаме самиот простор, го образуваме до тој степен да ние веќе немаме јасна слика за колективната свест. Значи, како колектив, ние би требало да бидеме многу мудри. Ова вие што кажавте, со многу мудрост, некој многу мудар во зачетоците на ова, да не собрал некаде, да имаме водачи во... И да рекол, слушајте луѓе, сега доаѓа едно време кое што ќе мора да се издржи и тоа, затоа што знаевме што ќе се случи, мислам, не требаше да си некој видовид за да знаеш, мислам, покажуваа самите знаци на каде ќе оди и така еден колектив здрав да се договори дека ние преку ова ќе пројдеме дека ова е свесно такво какво што е. Ми се допадна податокот што го прочитав деновиве и тоа го видов буквално како видео, така што е автентично во Австралија, каде што и дел од моето семејство живее. Излегле со одлука властите, и тоа на највисоко ниво, дека ги задолжува државата Австралија сите овие конзорциуми или како ги викаат што стојат зад социјалните мрежи, дека мора да ги укинат профилите на сите до 16 години, да ги суспендираат профилите. Веројатно тоа беше одлука и на Европскиот парламент. Да, веројатно државата размислува да им ја враќи среќата, како да речем, на децата. Да. Преку играта, се сеќавам, ние ластик игравме надвор, јас играв со девојчиња. Да. Не беше тоа проблем, нели, да го правиш. И навистина бевме среќи. Да, ни беше преисполнето времето, ни беше исполнето, имаше таа интеракција. Денес ја нема таа интеракција. Немаше поларизација, така немаше тогаш, не се боревме ние со дали ќе ти кажат дека си ти женско петле или не знам. Значи не се боревме со тоа. А сега го имаме наметнато и тој комплекс. И мислам, многу пипци има пуштено самиот тој октопод. Ај да не испадне сега премногу љубопитен, ама така во разговоров ми се наметна малку една дилема. Сестрата е монахиња, ти си актер. Има ли во театарот преку културата, преку уметноста среќа? Може ли да се концептот на среќата да се долови и сестра за тебе? Е ли монаштвото твојот призив, да речеме среќа? Добро. Повели. Ајде прво, ти бидејќи првото прашање беше упатено до тебе. Добро, да, значи да, јас сум од чиста љубов тука, кај што сум денес, свесен за сите, се она што актерството го носи со себе. Значи не сум наивен, не сум мислел дека
ќе дојдам па милионите или нешто материјално, знам дека ќе биде така како што ќе биде. Апсолутно сум среќен во тоа што го правам. Има представи, во секоја представа се обидам да влезам со среќа, да излезам од неа заради тоа што друго ми останува освен да бидам среќен и да бидам дете кое што ќе си игра, нели, актерска игра се вика нашиот предмет, така што е апсолутно се обидувам. Има нормално процеси кои што знаат да натежнат и да ни направат бреме и да не си толку среќен самиот процес, исто како и во животот. Но на крајот, оноа што е мојот заклучок е дека сум јас среќен во тие услови. Да. Јас ќе бидам кратка и ќе одговорам со тоа дека и после 15 години монашки живот во монашката заедница од која што доаѓам, повторно да ми дадат да одлучам што сакам да бидам кога ќе пораснам. Јас повторно ќе одлучам да бидам монахиња во манастирот Рајчица под духовно раководство на човекот кој што е на некој начин одговорен за јас да се сретнам со Бога и секојдневно да ја живеам таа средба со Бога преку средбата со моите сестри во манастирот, со моите браќа, кои што постанале критериум за мојот духовен раст. А тоа е мојот старец, епископот Антаниски, Партени. Добро, значи, можеме на некој начин да заклучиме дека и призивот е среќа и професијата е среќа. Веројатно постојат моменти каде што некој нели е на призив или не работи нешто што можеби го сака, но можеби треба да менува, да трага, да патува. Колку концептот на патување, на трагање денешниот современиот човек не може да си го дозволи и затоа среќата како избор, тој концепт не може да го постигне. Со сестра Ефимија, разговарајќи пред подкастов, заклучивме дека денешниот човек како да не е подготвен да се жртвува, да понесе нешто, па макар и тоа да биде и поголем товар во животот. Се плаши современиот човек да се сретне со себе си. Па значи се плаши од среќа. Да. Кога сега дека го спомна владиката Партени, Ефимија па ми текна на тој еден документарен филм кој што го снимавме. Ефимија беше продуцент на истиот, јас сум таму наратор и актер. И ми текнува на зборовите кои што не можам ги паметам. А тоа се однесува на монасите, но се однесува и на секој еден човек кој е во Христа. Тоа е моментот кога вели со Христа ли си или го оставаш? Продолжуваш ли во твојата тесна келија во борба со страстите, со стариот човек во себе или пак напушташ? Јас тоа е, например, сум го ми е врежано во мојата свест како нешто кое што би требало да биде постојана борба кај секој еден кој што се стреми да биде среќен. И тоа е нешто кое што не можеш да го изземеш едно од друго. Значи, ако не се победиш самиот себе си, тогаш среќата ќе ја наоѓаш во материјалните нешта. Едно дете кое што сега седи и гледа во телефон, сега тоа е многу честа појава, гледаме деца кои што се мали. Јас имам голема, пошто имам мали деца, имам голема борба со тоа дека значи многу напори правиме со сопругата да го одржиме тоа, да ќе дојде денот кога ќе ги земат телефоните у раца, знам, но еве сега за сега се бориме. Но во моментот кога ќе видам деца, дали е кога ќе искочам надвор или со телефони у рака и како они се среќни у тој момент. Јас знам прво дека тоа не е вистинска среќа. Второ, ја гледам целата болест која што потекнува однос на самото држење на тело, зборуваме, така? Значи самиот врат, како е поставен, како е искривена кичмата и од тука веќе доаѓаме до сите тие проблеми кои што ќе настанат полека. Заради тоа што и уште ова само да го дам, вика, нели Матеј 18:3, вистина ви велам, ако не се обрнете и станете како деца, нема да влезете во Царството Божие. Гледај во што ги претвараме децава. Значи ние
Не е тоа дете кој што јас го паметам. Љубопитно, брзо, весело, трча, оди, се качува под дрва. Значи, сега имаме едно индор, чуваме деца у... Па затоа можеби и како да речеме расудливоста, степенот на резонирање на нештата е толку слаб, нели, јас имам дете кое што исто така е второ оделение, гледам дека не, можеби премногу очекувања некогаш нели имаме од соодветната возраст, но она што мислам дека на што треба да запали, како да кажам, многу бавно иде како процес. А она па уште повеќе се запрепастив. Го носам на училиште или го земам од училиште, се движат деца покрај мене, група, поменуваат, они зборуваат на англиски јазик. Да. Значи, сето тоа е сепак среќата е во тоа и да си го чуваш и да си го негуваш твојот мајчин јазик. Утре да си ја чуваш, нели, книжевноста, да си ја читаш, значи да го има, да имаш тој однос, таа интеракција со оние нешта што нас не праве. Јас се сеќавам, сестра Ефимија ми го рече тоа, срекна сум кога ќе го почувствувам мирисот на книгите. Например, кога ќе влезам во библиотека, но некого да му го кажам донес тоа, да ќе рече ги спија пчињата. Буквално. Да, од оваа временска перспектива, односно од младата популација денес не го разбира тоа чувство. Да. Не знае како да се биде во библиотека, бидејќи се чита овде. Јас сега еден смешен момент се деси сега. Имам другар кој што има печатница и тоа работи. И сега му се јавија, му нарачаах книги и го замолија да ги со парфем да ги испрскаат. Така што Да има скреч. Да, да го нема она, значи викам зошто гиускратија луѓето тоа прво задоволство кога ќе отвори мирисот на штампарија, или на печатница, на олово, на... А мислам дека тие работи ќе се забораваат, ние ќе збориме утре со овие категории, генерациите нема да не разбираат зашто ние зборуваме. Да, веќе не разбираат. Не разбираат. Веќе не разбираат. Ние можеме да си ласкаме колку сакаме, но начинот на кој што превзема, значи тоа што ги превзема, е така направено, системот е така направен, да ги превземе децата, да не ги одземе. И мислам, ова конвенционалното образование моментално исто е доста сумнително. Мораме да признаеме дека се доведовме исто и тука у една фаза кај што веројатно и нема назад веќе. Други тоа преиспитување со концептите на образование, мислам дека ја нанеси таа голема штета, би рекол. Сестра Ефимија, си соводител, треба да привршуваме некако, да заклучуваме. Јас би сакала само да се вратиме на суштинското поимање на среќата, онака како што започнавме, и би сакала, отец Бобан, ти малку, еве вака како свештеник, да ни проговориш за она историска средба помеѓу Бог и човекот. Ние сега го очекуваме празникот на Рождеството Христово, меѓутоа таа фактичка средба помеѓу човекот во лицето на светиот праведен Симеон се среќава со малиот Христос, а тоа е празникот Сретението Христово. Дали во светло на тој празник Сретение Христово ние можеме да се среќаваме денес автентично со другите луѓе и да се среќаваме со Бога? Да, јасно, јас мислам дека и црквата толку обстоила на тој концепт да го задржи, дури вовела празник за среќата, би го рекол, затоа што празникот на Сретение е буквално празникот за среќата. Иако смислата на среќата. Да, смислата на среќата, точно. Иако тој концепт на таа средба, ние ќе го почувствуваме во овој период многу нагласено. Денеска во една изјава во контекст на празниците зборував за тоа кога вика ангелот им се јави на пастирите кои што си седеа со покрај огнот, си ги чуваа овците, можеби и не разговара, си седеа во својата тишина. И тие беа срекни затоа што се таму каде што се, и Господ токму на таквите срекни луѓе можеше да им излезе во пресрет и да ги сретне и да ги упати да го сретнат она кое што беше, би рекол, најавтентичното, но и што го потресе целиот свет. Замислете го концептот, дека Бог се испразни, се воплоти за да се сретне со човекот онаму каде што се изгуби таа средба и да го спаси. И тие зборови секогаш толку ме трогнувале што ги кажа светиот Симеон, например, при таа средба со Христос. Се исполни пророштвото, тој живееше толку години затоа што нели пророштвото беше дека нема да се упокои додека не го сретне
Спасител, Месијата. И тој, како кажа со една леснотија, сега го отпушташ во мир твојот раб владико. И тоа низ мојата пастирска практика, значи го имам многу пати видено, многу пати го имам почувствувано. Доаѓа човек изморен, еве некни имав еден таков човек кој што неколку пати ме праша кога можеме да се сретнеме деновиве. Него нешто го измачуваше, го мачеше, беше во потрага. Тој човек беше во потрага и по средба и во потрага по среќа. И почна да ми зборува за проблемите кои што таа неизвестност, тој трепет во животот му го наметнале. И често пати сум го видел тоа, дека луѓето кога ќе се сретнат со себе и со Бога, но и со другите луѓе, веднаш почнуваат да го менуваат својот живот, да го менуваат на подобар, би рекол, квалитет. И почнуваат да ги разбираат нештата или барем да се обидуваат да ги живеат нештата, смислата на нештата. Да, мислам сега ме подсети на тоа за апостол Тома, кога Христос ќе му каже 3 збора кои што он не ги кажува кои се, нели? И вели подоцна, ако ви кажам, ќе ме каменувате, од камењата ќе искочат пламени и ќе ве изгорат. Но тоа е меинстримот, си го преведува, па јас некаде сум прочитал што му кажал Христос на Тома. А тоа е сега не се по моje не се 3 збора, но тоа е не постои ништо надвор од тебе. Значи апсолутно се согласувам со ова дека да, внатре во себе е потрагата по затоа што Господ се скрил таму кај што нема да го најдеме. Ако беше доле во дното на океанот, ќе се симневме, ќе го ако беше горе на Хималаите, ќе го баравме, ќе ископавме, ќе бутневме, ќе пукневме, но ако се скрие во нашето срце, тука остануваме ускратени со шансата да бараме, затоа што тоа е веќе тука во секој еден од нас. Разговараме за тоа дека среќата е субјективно чувство. Меѓутоа, ако се вратиме на корените, односно кај старите грци, ќе видиме дека тие под среќа, за да покажат колку се чувствуваат задоволни, среќни, исполнети во некаква си блажена состојба, го користеле зборот евдемонија, така некако. Зборувам сега за тоа дека среќата, нивното чувство на среќа секогаш зависело од другите луѓе. Односно од односите со другите луѓе. Не е тоа нешто што го чувствуваме само внатре во себе, бидејќи тоа не е автентично чувство на среќа, туку е нешто кое што е секогаш зависно од односот со другиот човек. Значи, со твојот ближен, кој што пак ќе кажам дека е критериум за твојата духовна радост, за твојата внатрешна состојба. Дали денес, кога под среќа се подразбира една краткотрајна, екранизирана холивудска перцепција на среќата, можеме да зборуваме за ваков тип на среќа во светло на... И така некако е да го завршиме овој разговор. Дали реално денес може да се зборува за ваков тип на среќа? Кога другиот ќе го видам, кога ќе го погледнам... Јас реков дека треба да се вратиме пре интернет и да почнеме да зборуваме за вистинска, ако сакаме да зборуваме за нешто што еве ние барем го паметиме како среќа. Ние паметиме едно време во кое што беше среќа да си дел од таа средба со сите, колективно. Значи, сите сме среќни, тоест сите сме несреќни кога ќе се случи нештото. Значи, ние денес, еве, на жалост, не знаеме ни да се радуваме ни да тагуваме заедно. Ние и во најлошиот момент, која ќе се случи среќа, која што е и далеку од нас, не допрела нас, несреќа на некој кој што е не допрела. Ние се одлучуваме да бегаме.
полесно ни е да избегаме, да изигнорираме, Отколку да да се ги тргнеме соочиме. тие мисли на страна, Мгм. отколку да се соочиме со тоа. Мгм. Ние не икеме да сочувствуваме повеќе. Мгм. Заради тоа што и тоа ни е претешко. А кои работи ни се лесни да ги правиме? Погледнете што ни е лесно да правиме во 21 век. Видете, факт е, Да нели, избегаме. дека ние сега не можеме да се вратиме на ерата пред интернетот. Не можеме. Верувам. Да. Освен ако не се случи некоја катаклизма, така, па ги испржи чиповиве, па... Значи Ќе откровение треба да ги вадиме денови вака се опишани. југото Кој има од време гаража нека за да седне, може да вози. Сега нека си прочита, нека ги прочита последните денови и ќе види дека Но, вака изгледа. Вака Ајде се. малку да, нели, сакам кој ми е пристапот. Сепак сакам да дадеме оптимизам. Нели, во ред е да го заклучуваме тоа кое што сите го гледаме, кој помалку го резонира, кој повеќе го резонира и така натаму. Факт е дека времето наше беше време на понагласен, обемен би рекол концепт на среќа, затоа што ја наоѓавме во се нешто. Не знам, игравме џамли и се радувавме, се смеевме во разговорот. малите нешта, да. Во малите нешта, ете, среќата во малите нешта. Како на денешниот современ човек, и млад и стар, кој да е, да му кажеме да, живееме во ера на пресија, би ја рекол јас, постојана, но како да еве да најдеме среќа? Сведоштвото. За? Личното сведоштво. Значи, јас наоѓам, мислам, без сега може песимистички звучи и тонот и начинот, но нели, не мора да значи дека треба да се пресмееме сега за да покажеме колку сме среќни. Јасно. Значи, наоѓам среќа во тоа дека сум до душа малку подоцна, но разбрав што е православие пред се и разбрав што сум јас во тоа. И таму најдов љубов, таму наоѓам љубов. Во моите мисли, не морам да бидам присутен некаде или нешто. Значи, секој од нас, мислам дека треба да најде среќа таму во самиот себе внатре, да пробаме да помогнеме, да пробаме у тие мали нешта кои што ги спомна сега ти, да пробаме да ги вратиме некако у секојдневието, да пробаме да се кажуваме здраво, да се насмевнеме кога ќе се разминеме, да сочувствуваме кога ќе има потреба, да се радуваме кога ќе има потреба, у таквите работи мислам дека ете така ќе се мотивираме да бидеме да се дигнеме, да бидеме среќни. Се сеќавам нова, сега што го говориш, имаше еден концепт, нели, порано прва книга беше задолжителна што ќе ја земеме од библиотека во основно Бонтон. Да. Ако се сеќавате. И таму нели се учевме за сите, Да, за да. културата и така натаму, и меѓу другото ако видиш постаро лице, треба да му ги земеш кесите да му помогнеш да ги носи. Вчера беше едно мое духовно чедо на исповед и вика се обидувам да го правам тоа. Но вика имам проблем. Кој е твојот проблем? Вели ги земам на луѓе во кесиве, се плашат што им правам. Не сакам да ги украдам и да бегам со нив. Една ми вика, дете, не можам да трчам по тебе. Така, да. Знаете, денес буквално како да се изменија некои работи, како што читав деновиве една анализа, вели јас и генерацијата на татко ми и на дедо ми можеби ќе се разбереме. Ама генерацијата на дедо ми и на татко ми нема да се разбере со генерацијата на син ми, односно на внуците нивни и така Јасно. натаму. Јасно. И тоа е тежок проблем. Да, тоа е едноставно ние секако дека сме ние како деца линк помеѓу нашите родители и нашите деца. Како што Близината на генерациите и напредокот технолошки во кој што живеат, нели? Буквално овие се аналфабети, ништо нема од тој аспект, така, а овие денес да не речам веќе ќе излезат да се раѓаат веќе со телефонот во рака. Да. Тоа е линкот, но сепак врската е, и според мене врската е Бог. Значи тоа е инстант близина, без разлика колку е некој далеку, и мислам само преку тоа можеш да почувствуваш да го почувствуваш тоа што го велиме дека е се. Сестра Ефими, ај ти работиш еден убав концепт, концептот на кампови кои што ги организирате еве преку летниот период. И тој концепт подразбира, нели,
надвор од овој свет, би рекол. Во светот, ама надвор од овој свет. Не им дозволувате, нели, присуство со телефоните премногу, сега нормално, треба да се чујат со родители. Тоа е услов, нели, за да дојдат и да ги донесат родителите. Еве тоа сум го чул и го гледам во некои од земјите, на пример како организираат по Норвешка, имаше такви чести концепти, нели, на такви кампови кај што се дружат младите и така натаму. Колку можеби овој концепт е навистина би бил успешен да го интензивираме во животот, нели, ете, на нашите помлади, на нашите деца, без разлика во која возраст се наоѓаат и буквално да ја наоѓаат среќата. Па видете, ако ги оставите децата, ако оставите група деца, 4-5 од нив, без телефони, Добро, ме интересира колку знаат дека треба да прават нешто. Знаат. Верувајте дека знаат од се да си направат игра. И тоа мене ме воодушевува. Но дали имаш ситуации кога не знаат што да прават? На почетокот е секогаш тешко, бидејќи од земањето на телефоните за нив представува проблем. Меѓутоа доаѓаме до еден момент во кој што тие стануваат свесни дека нема да им се дадат телефоните и дека тие мора да научат да поминат низ тие 5-6 дена додека трае летниот камп, летното школа, без телефони, без тие помагала. Имаат совршена можност тоа таму да го искусат. Затоа што има можност за многу игри, за многу интеракција, за многу дружби, има многу активности кои што ги држат децата заедно и им се доволно интересни за тие, дури и да не ни посакаат веќе вториот ден од кампот, и да заборават дека имаат телефони. Интересно беше, ќе се сеќавам на еден пример, не на мајка, која што третиот ден од летниот камп панично ми пишува порака, ми вели само кажи ми дали мојот син е добар. Бидејќи вика од моментот кога отишол на кампот до ден денес, а поминати се 3 дена, не го видел својот телефон дека го барам и дека му пишувам постојано пораки. И јас и кажав да биде среќна дека нејзиниот син не го користи телефонот и дека се е во ред со него. Сакам да кажам дека се толку способни, инспиративни тоа сами да си го организираат времето, да си го направат убаво, што не им се потребни телефони за тоа да го постигнуваат и да го доживуваат. Треба малку да сме истрајни, мислам, дека во испробувањето со концептите, да не биде ова само еден изолиран пример, позитивен пример, туку да пробаме да ги пресликаме овие примери во секојдневниот живот на децата. Така што истрајноста е многу битна во. Благо многу ме засегна ова што го кажа сестра Ефимија, кога рече, нели ќе му го одземеш телефонот на детето и тоа е трагедија веќе за него, да не речам на ниво на скандал. И сега колку некогаш може да не отрезни, да не врати на вистинскиот контекст токму тоа да ја доживееме трагедијата. Види, телефонот како да станало нашето јас, или дел од нашето јас. И сега ти му го отцепуваш тоа како да го рануваш, како да го повредуваш. Колку може во страдањето да го најде концептот, да ја најде правата насока? Значи, во однос на тоа дека ќе биде некој обвинет на крај за тоа негово чувство. Така? Некој мора да биде крив за таа емоција која што ќе протече. Мислам дека ќе може да биде да ескалира, да стане, да биде проблем. Меѓутоа, ако му се понуди замена? Се согласувам. Да. И се согласувам со сестра Ефимија дека веројатно за се потребни 3 дена. Да. За се потребни тие 3 дена. Јас сум сигурен дека 3 дена да престанат вестите да не трујат со тоа што ни го прават. 3 дена само да не остат, ние ќе станеме, целото ова општество ќе се смени, ќе стане многу посреќно кога сме веќе. Safe City сега. Значи еве го 3 дена, за 3 дена ни се дешава. Така, победуваат за 3 дена, го чистат градот, значи све правиме, али стварно мислам дека за се потребни тие 3 дена. И стварно за 3 дена може човек да се исцели од... Јас се сеќавам за тоа што 2 години траеше снимањето на 1000 години светок на светлината во Бигорскиот манастир, мислам одевме се враќаме нормално во Бигорскиот манастир. Надвор. И нели имаат мисија Бигорскиот манастир, помагаат на луѓе од зависности. Имаше во еден момент еден 18 годишњак
кој што ја го гледам дека си е најнормален и прашав што е со детево, беше првиот кој што се лечеше, беше дојден да се лечи од гејмање. Значи, мислам, беше онака фасцинантно за мене дека прво неговото послушание нормално беше да помогне нешто околу да иде околу тие работи кои што не се поврзани со технологија. Али беше феномен Да ги дека ете искуси. и тоа се деси. Го имам видено, не знам, може На после дело. од тогаш помина 5 години, може имало и други случаи. Но мислам дете така верувам дека во 3 дена кога ние ќе се договориме, кога ќе има стабилна мисла, некој кој што ќе го каже тоа, од другата страна треба некој да го разбере, дека за 3 дена можеме да ја направиме целата промена која што се трудиме да ја направиме 35 години. Потребна е само колективна свест. Да, сестри, многу интересен концептот кој што го долови, концептот на алтернатива. Па видете, детето ќе продолжи да вреска и да биде исполнето со чувство на незадоволство доколку не му се понуди нешто во замена. Значи, мора да му се остави простор и да му се понуди нешто кое што ќе го доживее исто толку значајно наместо дружбата со телефонот. Така што доколку не постои тој концепт на замена, не би било успешно. Да. Просто и тоа време на досадување. Да, Нели да, треба да. да се научиме да ни биде и досадно. Во својата досада ќе измислуваш. И во досадата ќе најдеш Да. своја среќа, затоа што она ќе те мотивира да направиш нешто кое што е различно од твоето гледање во телефон и мислам сега некако таму ни отиде фокусот, но така е, мислам. Тоа е нашето секојдневие, што тоа се соочуваме. Мислам, можеме нели да ја отвориме темава, али фокусот отиде у технологијава која што стварно ни го има окупирано, значи тој и внатрешен и надворешен стрес. Затоа што сега ова што се случува со Safe City е исто нешто кое што е надворешно, кое што влијае на нас на некаков начин. Сега направи промена во нашето секојдневие и таквите работи, нели? Јас на пример ми е малку безсмислено дека сега ќе не снимаат цело време. Значи и точно знаат кој е позади воланот, дали носи што прави. Значи за мене тоа веќе орвеловски еден феномен, нели тоа што го зборувавме пред да почне емисијата, дека многу од работите кои што изгледаат како научна фантастика денес се реалност. Многу од тие теории на заговор се вистински теории сега. Мислам дека вчера еден ми рече ќе се крене продажбата, вика, или купувањето на воздушни пушки. Му велам зошто? Вика ќе ги гаѓаат камери да не испане дека даваме идеи во подкаст. Да, видов ја една исто добра идеја, вака лист еден жолт со мастика на бројкиве вака демек се заради. Да, и почнаа веќе вика фолии кои што ќе ги лепат. И сега веројатно некој ќе си најде сега среќа и во тоа, нели? Се согласувам. Што убедува што успева да го победи системот. Знаете, има и луѓе што наоѓаат задоволство, среќа во тие нешта. Ама ова е доказ дека живееме во затвор. Да. Ова е доказ дека живееме, ова што го зборуваме сега е доказ дека живееме во тој затвор и дека ние сме во константна потрага под излезот. Да, и по некаква слобода. Еве сестрата ја спомна средбата како извор, како смисла на среќата. Неколку пати ти ја потенцираше љубовта. Колку тука диалогот како заеднички именител. Јас мислам дека многу отсуствува од современието на човекот. Дури дома седнуваат, гледаат телевизија, ќе пиеме кафе, да, ќе пиеме кафе и се молчи. И не комуницираат. Да. Мислам диалогот, та тајна на тоа глаголење, како мислам дека е пресудно. Мислам дека е спасот во него. Па престанавме да пееме. Престанавме да се збориме. воодушевуваме. Престанавме да се радуваме. Да споделуваме. И да, мислам И ја сведовме состојбата на утилитаристички принцип. Не на средба, не на глаголско дејство, не е нешто кое што ме носи до другиот, туку нешто кое што јас лично го чувствувам и е зависно од некаква си сетилна перцепција, нешто. Колку е моќно она што го спомна дека среќата не е именка, туку среќата треба да постане глагол. Да. И мислам дека ако го усвоиме тој концепт, не што е среќа, туку како, да. Повторно ќе се вратам на децата и отец Бован, многу ти благодарам за тоа што ме поттикна да зборувам за тоа. Многу често ги прашувам децата кои што ги среќавам,
доколку би имале временска машина, во кое време сакаат да се вратат. Сум слушнала секакви одговори, меѓутоа минатата година еден одговор многу ме инспирираше и така баш ме трогна. Едно 10-11 годишно дете ми се чини, ми одговори: јас сакам да се вратам во времето пред короната, кога моите другари немаа телефони. Кога неговите другари всушност се дружеле со него, кога тие биле заедно на улица и го искусиле другарувањето во неговата автентична... Она малското. Да, она малското, да. Така што, значи, се уште има надеж. Тоа сакам да кажам, дека се уште има надеж. Мислам, само надеж има. Да. Само надеж има. Да. Немаме ништо друго, Додека не остана. имаме луѓе кои што се свесни, макар и малку да се, постои надеж. Веројатно, знаете, се плашам од тој концепт, ама ќе дојде концептот на острови. Каде што некаде, нели, ќе го има сето ова што го зборуваме, а околу морето ќе биде малку поинакво. Сите оние нагласени, еве ќе се согласиш, Благој, ти си од таа фела, филмска индустрија, театарска индустрија и така натаму, различен концепт, но можеби пристапот, смислата. Сега, сите оние филмови што нагласено ги снимаат со другите, кои што обично ги представуваат како зомби, и така натаму, и овие кои што се борат со оние кои што се крвожедни, сакаат, нели, да ги изедат и да ги нема и така натаму. Тоа не е толку, ние сега преку визуализација да се сосредоточиме, да, тие ќе бидат анимални во својот пристап, ние сме се уште разумни и расудливи, тука е малце подлабоко по суштинското. Оние што не ќе умеат или што ќе бидат масата која што ќе ја јаде среќата, слободата, би рекол, нели, на другите, концептот на зомби и несвесност наспрема концептот на свесност. Да, Ризихтион, грчка трагедија, ќе се изеде секој сам себе си на крајот. И да, тие постапокалиптични слики се такви, и тие постапокалиптични филмови се обидуваат да ни кажат нешто. Исто како, нели, овие што ги спомнавме филмови кои што донесоа оваа вистина денес, која што искочи дека и не биле толку научно фантастични како што на нас не изгледаа пред 20 години. Меѓутоа, дали фокусот на таквите, да речам, визии, може би повеќе не плаши и не држи во некаков грч, во некаков страв, кој што не спречува да действуваме. Значи, апсолутно е... Дали може би ние го губиме моментот? Ако го погледнеме вака визуелно, освен да те исплаши, не знам што друго му е идејата. Мислам дека стравот му е основа на тоа како е направено и како... Концептот на стравот е тој кој што ти го презентира. Сега, начинот на кој што ние, нели, таа средба што ја збориме, углаголењето дека тој од спротива кој што стои и ние, каква е таа комуникација, како комуницирам јас со тој филм, какво предзнаење имам јас за тоа, како тоа влегува, дали тоа ќе ме исплаши, така како на некое дете од 4-5 години му пуштиме некој хорор, значи ќе предизвикаме страв, дури може да, нели, да травма да се деси сигурно. Така што е точно обидот на тоа дека тие концепти се обидуваат да комуницираат на тој начин со страв. Значи, ние го имаме Кралот Лав цртан, во кој што имаме 5 минути среќа и до крајот на филмот имаме трагедија, значи Хамлет. Да. Така што е во колективнот, мислам дека е тоа делот во самата смисла на тоа, на тој што го владее, што владее со овој свет, да предизвика огромна страв кај сите. И мислам сега станува таа попристапна е за сите нас. Стравот ни е попристапен, подостапен од среќата. Да. Ај уште, еве би рекол, уште едно насочување, еве еден куриозитет за сестрата. Ти си бивши актуелен планинар, колку што нели може во твојот контекст. Колку го изгубивме и тоа чувство за однос со природата, со земјата и на тој начин да ја доловуваме среќата. Еве еден колега ми кажа, рече, колку сакам да имам барем 10 квадрати бавча, да работам со земјата, да садам нешто, да одгледувам, вика, навистина се чувствувам исполнет, се чувствувам среќен. Она што ме фрапира, сите одиме купуваме и пилјарката која што ми е пријателка вели, отец, викам, компиров добар е, од кај е, викам да го земам. Нема компир наш. После ја прашам, кромидов, нема наш кромид, вика, се е увозно.
колку го изгубивме и тој однос со природата и таму да ја наоѓаме среќата. Мислам у Македонија да нема компир наш. И кромит да немаш, значи. Да. Значи Мислам дека полека стануваме свесни за тоа што го изгубивме и јас навистина можам да забележам едно баш силно движење помеѓу помладите генерации за тој допир со природата, за тој контакт со неа. Имаше еден период кога навистина тоа беше изгубено, меѓутоа можам баш со радост да забележам дека сега се враќа. Стануваат свесни младите луѓе дека среќата ја има и таму. Ја има, не само што има таму, туку едноставно се исцедени, се испразнети од она кое од она што нели самиот свет во големите градови им го представува како смисла на среќата, смисла за среќата. Така што се враќаат на изворните значења. Јас сега имам исто една позитивна случка, ми се деси, се сретнав со еден другар со кој се немавме видено некое подолго време. Он е програмер, со години, многу добар во тоа што го прави. Значи баран на секаде и ми вика не работам веќе како програмер. Викам, стварно, што работиш? Си купив багер, си купив киперка и сега работам тоа. Значи идам и помагам, правам физичка работа. Така. Значи, огромна, мислам, многу позитивна и он изгледаше многу среќен дека ќе го прави, сега ќе го прави тоа, дека ќе го работи тоа. Значи, добро и фактот е дека овие професии веќе некако се на исчезнување. Знаете, еден период дојде сите сакаат програмери да бидат, па сега се види дека пазарот е презаситен, така, а и со ова вештачка интелигенција дека ќе нема место за нив. Сега веќе на вештачката интелигенција се заканува синтетичка. Знаеш, мислам, сега веќе станува сериозно, да. Добро, луѓе, при крај сме нели на подкастот, да не станеме досадни кога ќе треба да не гледаат. Некако јас се исполнив низ муабетот и некако времето ми помина ете во една среќа, ќе речем, затоа што умот ми беше фокусиран, имаше емоции, имаше насмевки. Дали вам би се допадна? Дали почувствувавте среќа? Што се сретнавме? Да. Средбата со убави луѓе секогаш е можност за едно баш автентично доживување на среќата како глагол, онака како што го зборуваме цело време. И јас верувам дека оние кои што ќе ја гледаат ова епизода, ова прва епизода од подкастот Смисла, ќе посакаат повеќе да се среќаваат со себе си, со другиот, но и со Бога. Тоа би значило средба со автентична средба со себе си, со своите слабости можеби, со своите немоки, меѓутоа истовремено и со својот копнеш. Бидејќи во светло на таа средба со себе си, ние ќе го побараме и Бога, кој што ќе може да ја исполни таа наша празнотија, оној гап кој што го имаме внатре во нас. И тогаш кога ќе се сретнеме со Бога, како плод на таа средба да можеме да се сретнеме и со другиот човек. Бидејќи во светло на средбата со Бога пак, ние на другиот човек ќе му бидеме едно силно сведоштво за автентичното доживување на среќата. Еве, од мене тоа нека биде. Мој прв подкаст. И ваша мој исто прва така. емисија. Јас сум пресреќен со сестра Ефимија, секогаш мислам, со отец Бобан за прв пат, заедно среќни тројцата сме тука. Но да, среќата е дел од средбата со вас секогаш. Да. И затоа ја сакам и многу почесто да ми се случува. За жал немаме толку време да се дружиме. Сите сме со обврски, но секогаш кога ќе се сретнам со вас, сум пресреќен. Да. Би заклучил дека од она кое што кажавме, нели, среќата е навистина и во средбата. Среќата е во тоа да се сретнуваме, можеби не само физички, но никако да не заборавиме дека треба да се сретнуваме физички. Среќата е и во тоа да помислиш на другиот, да помислиш и на неговата мака и
од себе да споделиш некоја вибрација, емоција. Ние ќе ја наречеме молитва, друг нели ќе ја нарече добра желба која што ја испраќа, и на тој начин среќата е во тоа да во соживотот, да соживееш со другите луѓе, а не во таа, би рекол, индивидуалност и во задоволувањето на таа, би рекол, гола индивидуалност. Ете, јас, ако ми дозволите, како водител би заклучил можеби дека среќата не е толку во барањето, туку среќата е повеќе во создавањето и во давањето, во споделувањето. Дека среќата не е место и не е јас, туку е однос со другите, па и со себе, па нели со светот што не обкружува и буквално нели со Бога. И би рекол дека среќата е во тоа да живееме присутно, да живееме будно, да живееме споделувајќи, давајќи, да и барајќи, но повеќе да ја гледаме некако среќата во споделувањето. Драги гледачи, ви благодарам што бевте во Смисла денеска, на првата наша, би рекол, крштална емисија. Ако ви се допадна, споделувајте, лајкувајте и најмногу од се барајте од нас како во наредните, во следните епизоди, зашто да ја бараме смислата на што. Ви благодарам за вниманието и се надевам дека ви се допадна нашиот разговор.